Семејствата на загинатите од трагедијата во Кочани денеска излегоа на протест, барајќи правда за своите најмили. Со транспаренти, тие уште еднаш го изразија своето незадоволство од текот на постапките и побараа од надлежните институции брза и правична разрешница. Од Кочани известува Дејан Трајковски. Семејствата на загинатите во пулс на уште еден протест за правда на нивните најмили, прв откако се одбележаа 40 дена од трагичната смрт на оние кои загинаа. Силниот дожд не ги поколеба да се соберат во голем број со слики во рацете од оние кои ги загубиле, да ги испратат своите пораки до надлежните. Започна од градскиот плоштад во Кочани, па продолжија до демолираното кафуле на газдата на Пулс, а потоа од институција до институција побараа разрешување на трагедијата, при тоа никој да не биде поштеден. Ние родителите на починатите деца би сакале барем за миг да бидете во нашата кожа. Не може да ја почувствувате раскинувачката болка која ние ја чувствуваме. Можеби тогаш ќе ја почувствувате сериозноста и болната ситуација во која се наоѓаме. Дали ќе прикривавте луѓе кои се соучесници на монструмот, ако убиените деца беа ваши деца? Велат семејствата не им ги зацрнила несреќата, туку корупцијата на системот, во која и Кочани со години се давело. Беше оставена на интерно одделение во КЕЦ, во соба, а полицајците не пуштија да влеземе. И после отиде мажот ми и он ја најде во КЕЦот. Покриена со кебе, легната на перница, на страна завратена, сакала да слегне од креветот и со ногата надоле падната. Не е пружено, не е дадено кислород. Да ве прашаме, дали вашето столче во канцеларијата ви е толку удобно што работата на терен ви е заборавена? Или пак излезете со полни торби, гардероба од споредна врата? Инспектори, кажете дали животот на нашите деца вредат повеќе од тоа што ви е дадено. Пред општината изразија револт кон институционалното работење, продолжија кон МВР за како што кажаа да посочат дека реакцијата им била задоцнета, а завршија пред основниот суд во Кочани, барајќи отчет за сработеното и неселективна правда. Неострите пораки дојдоа токму од таму. Во чест на овие прерано згаснати одземени животи, и што толку домови ни се затворија и нашите деца повеќе нема да си ги видиме и да си ги гушнеме, во чест на нив нека си го исчистат образот и нека достојно си ја завршат работата. Ние ги изгубивме нашите деца, нашите најмили. Единствено што сакаме е правдата да има имиња и презимења. Инаку, од обвинителството посочија дека веќе се прибираат контактите од семејствата на настраданите за да им се посочат правата во постапката и за вклучување во истата со нивно испитување. Процесот на испитување на оштетените се предвидува да започне од почетокот на мај, зашто ќе следи дополнително известување, имајќи го предвид големиот број оштетени и засегнати лица кои ќе бидат испитани. МВР излезе со детали за престрелката која се случи во Скопски Чаир во близина на полициската станица. Оттаму велат дека две лица пристигнале со мотор на локацијата, пошто почнале да пукаат со огнено оружје кон лицето кое потоа на скопските клиники го загуби животот. Престрелката во меѓувреме стана предмет и на меѓупартиски препукувања. Јован Ѓорговски со деталите. Пристигнале со мотор на локацијата и почнале да пукаат кон лицето кое потоа на скопските клиники го загуби животот. МВР излезе со детали за престрелката која се случи во Скопски Чаир во близина на полициската станица. Оттаму веруваат и дека се преземаат сите мерки за пронаѓање на сторителите. Се работи за престрелка помеѓу две лица кои со мотор дошле и почнале да пукаат кон лице кое веќе било на локацијата, при што АС од Скопје се здобил со прострелна рана и бил пренесен во комплексот клиники Мајка Тереза, каде околу 16 часот починал. На местото на настанот најдени се повеќе чаури, а оштетени се неколку изложни стакла од околните продавници, како и неколку паркирани возила. Увид на лице место извршил и дежурен јавен обвинител, а од обвинителството соопштија дека од местото на настанот прибрани се и траги кои ќе бидат предмет на вештачење. Од лице место се прибрани траги кои ќе бидат предмет на вештачење. Врз телото на починатиот ќе биде извршена обдукција. По наредба на јавен обвинител се обезбедуваат снимки од видеонадзор од околните објекти. Се издаваат сите потребни наредби и насоки за идентификација на инволвираните и целосно расчистување на настанот. Велат од обвинителството.
Во меѓувреме престрелката во Чаир стана и предмет на меѓупартиски препукувања. Од опозицијската СДСМ побараа оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, поради како што велат, нарушената безбедност на улиците. Пред очите на јавноста во двор на полициска станица се случуваат крвави пресметки со загинати и повредени. Ова е тотален распад на безбедносниот апарат. Уште колку луѓе треба да загинат за Панче Тошковски конечно да поднесе одговорност. Доста беше Тошковски. Време е за оставка. Време е за одговорност. Тоа е прв чекор за враќање на безбедноста на улиците. На ова реагира од ВМРО-ДПМН, од каде обвинија дека за време на владењето на СДСМ, мафијата, како што велат во партиското соопштение, добила своја држава. Ако некој го загрози безбедносниот систем на државата, тоа е токму СДСМ, а освен македонскиот, таа влада на СДСМ целосно го загрози безбедносниот систем и на другите пријателски земји. СДСМ се плаши од самиот факт и знаење дека Панче Тошковски расчистува со криминалците и што законот после долги децении важи за сите подеднакво, велат од ВМРО-ДПМН. Вооружената престрелка се случи вчера околу 14 часот на раскрсницата на улицата Војдан Чернодрински, а дел од куршумите завршиле и во околните дуќани. Дел од собствениците кои не сакаа да говорат пред камера посочија дека покотницата траела кратко време, но се случила во период кога на улицата имало многу луѓе, вклучително и деца. Вестите завршија, останете со програмата на Канал 5. Пријатно.